Германскиот производител на автомобили Mercedes-Benz оваа пролет во Италија ја представи сосема новата CLA класа, како нов револуционерен, луксузен седан со многу опрема и напредна технологија во моторите, шасијата, оперативниот систем. Овој јули пак, раководството на брендот се пресели во Копенхаген, каде го промовираше новиот CLA Shooting Brake. Во суштина се работи за повеќе или помалку истиот автомобил, новата CLA класа, но главната разлика практично доаѓа во каросерискиот облик. Ако погледнете во речникот, синоним за терминот shooting brake е station wagon, комбинација на зборови кои во нашиот јазик најчесто се преведуваат како караван. И ако така го дефинираме, нема никако да погрешиме. CLA Shooting Brake е практично CLA во караванска изведба. Но модерните автомобилски брендови веројатно не го сакаат овој термин караван. Не им звучи доволно атрактивно и на некој начин ја ограничува публиката на која и се обраќаат. Најчесто каравани купуваат семејства на кои им е потребно повеќе комфор и повеќе простор за багажот, или компании како деловни флотни автомобили. Затоа брендовите засилено го користат терминот shooting brake, кој е, но во исто време и не е само караванска изведба на моделот. Тој, да, има многу повеќе простор во багажникот. Конкретно, кај CLA Shooting Brake, волуменот на багажниот простор изнесува 455 литри, кои со спуштање на задната клупа се трансформираат во 1290 литри, и на кои можете да додадете уште 101 литар, кои може да се складираат во предниот дел под хаубата, популарно наречен франк, и кој има стандардно вградени кровни држачи на багажникот, и кој може да влече приколка тешка до 1500 кг ако возилото е со погон на задните тркала или до 1800 кг ако има погон на сите тркала. Но она што ги прави различни Shooting Brake со караваните е главно дизајнот. Shooting Brake има многу поагресивна, помодерна и поспортска линија. Не треба да ве чуди што во автомобилистиката под зборот shooting brake ќе најдете и многу спортски модели кои имаат и само две врати, изгледаат како купе, но во задниот дел имаат сериозен багажен простор. Впрочем, таков е случајот и кај новиот CLA Shooting Brake. Атрактивен автомобил кој го задржува агресивниот изглед на лимузината и во задниот дел преоѓа во купе со 4 врати кој има многу простор за товарање. И со тоа допира до многу поширока публика на потенцијални клиенти. Оние кои го сакаат стандардниот CLA уживаат во модерниот дизајн, но при тоа не се откажуваат од комфорот, големите димензии, огромниот багажник во кој може да се чува, како што велат и продукт специјалистите, и многу спортска опрема. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake е и првиот shooting brake на струја, а како што изјави и продукт менаџерот на Mercedes Витали, тој има огромен атрактивен панорамски кров со кој се поврзуваат предниот и задниот дел на автомобилот, кој електронски може да се затемнува и кој ви нуди апсолутен комфор и уживање во возењето. Според расположливите информации, новиот Shooting Brake ќе може да се порачува од овој октомври, а испораките следат во почетокот на следната година.